Почитувани, единствено нешто за што се грижи оваа антимакедонска власт е пропагандата. Додека ја разнебитуваат државата, ги газат уставот, законите, парламентот, пратеничкиот углед, човековото достоинство, со подкуп, насилство, закани, уцени, со монтирање судски процеси, се затвораат политички неистомисленици и пратеници за нивно полесно кршење, се креираат случаи за тероризам за уметници. Министерството за вистина при власта нуди леп и игри на народот. За волја на вистината, повеќе игри, помалку леп. Но едно е важно, и тоа најмногу е плаши оваа власт. Без легитимација од граѓаните, од народот, договорот за капитулација нема да заживее. А народот, граѓаните го кажаа своето. Договорот од Преспа е нелегитимен, референдумот е неуспешен, Република Македонија победи на референдумот, народот, граѓаните, македонците не прифаќаат промена на устав, промена на име, промена на историја, промена на идентитет. Тоа нема да го промени ни една пропаганда, макар била и полициска, и владина, и насилна. Не успеале во историјата, нема да успеат ниту сега. Македонија победувала, Македонија ќе победи. Почитувани, во Република Македонија е згазено правото, уставот, законите, згазена е демократијата. Во петокот се случуваше брутален упад во севкупниот демократски и уставен систем. Во петокот собранието беше под полициска опсада, а специјалците под команда на Оливер Спасовски помагаа да се заокружи целосната слика на еден ненароден режим. Никој не знае ниту зошто биле таму поставени, ниту дали имало какви било закани за нарушување на безбедноста и на состојбата, ниту од кого биле тие закани. Јавниот обвинител молчи и го остава горчливиот впечаток дека полицијата и институциите беа злоупотребени заради заплашување. За подсетување, истиот тој јавен обвинител не реагира по поднесени кривични пријави против Зоран Заев, Никола Димитров, Талат Џафери и против сите пратеници кои гласаа за законот за ратификација на договорот со Грција, заради велепредавство, загрозување на независноста, здружување заради непријателска дејност и злоупотреба на службената положба. Бидејќи самиот чин на договарањето и носењето на законот е спротивно на уставот. Поднесена е и кривична пријава за подкуп за избори, за кое нема ништо. Поднесена е и кривична пријава против над 200 лица за злоупотреба на службената положба и изборна измама, па пак ништо. Нити од Јовески, нити од Спасовски, нити од правото, правдата, демократијата. Почитувани, повеќе пати укажувавме дека демократијата во Република Македонија е згазена, дека правниот систем е алатка против политички неистомисленици, дека велепродавството на националните интереси и кршењето на уставот и волјата на народот го изврши власта, Заев и неговите министри со нивните 72 пратеника, на кои што сега се приклучија и 8 пратеници меѓу нив и поранешни членови и функционери на ВМРО ДПМН, а сега поданици на Зоран Заев и неговата капитулантска банда. Тоа не е ниту за европска, ниту за прозападна Македонија. Тоа е вистинската одлика на едноумието од кое се изнедри оваа антидржавна власт. Затоа ќе повторам, оваа власт е уплашена. Знае дека може да купи, да скрши пратеници, но не може да го купи народот. Без легитимација од граѓаните, од народот, договорот за капитулација нема да заживее. А тие го кажаа своето. Договорот е нелегитимен, референдумот е неуспешен, Република Македонија победи на референдумот, народот, граѓаните, македонците не прифаќаат промена на устав, промена на име, промена на историја, промена на идентитет. Тоа нема да го промени ни една пропаганда, макар била и полициска, и владина, и насилна каква што е. Не успеале во историјата, нема да успеат ниту сега. Македонија победувала, Македонија ќе победи. Ви благодарам.